Преминуваме на политичките теми, по-конкретно на тоа што се случува на меѓународен план и секако докаде сме со нашиот влез во Европската Унија. Но на оваа тема и за секако за дипломатската офанзива на нашите министри, па и на премиерот Зоран Заев, разговарам со господин Тихомир Илиевски, амбасадор, поранешен, поточно прв амбасадор на Кралството Шведска воедно и во скандинавските држави. Добро утро, ви благодарам што прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Добро утро и од мене и ве поздравувам и вас и сите ваши колеги, се разбира гледачите на вашата програма. Господин Илиевски, нашите политичари, како што споменав, тргнаа во една дипломатска офанзива. Премиерот прво во Брисел, па Мадрид, а последно и на форумот во Атина. Во Атина ги слушнавме изјавите во текот на вчерашниот ден и од грчкиот премиер, секако и од останатите министри во неговата влада, а тоа е дека целосно го поддржуваат нашето членство во Европската Унија, но и дека не се согласуваат Македонија и Албанија да бидат раздвоени. Па како ќе го толкувате вие ова, ако знаеме дека со години Грција беше блокатор на нашиот евроинтегративен пат, а сега по потпишувањето на Преспанскиот договор ќе кажеме дека Грција дури се претвори во сојузник на Македонија? Па, ќе го толкувам позитивно, се разбира, бидејќи од самиот почеток на напорите вложувани од Македонија за нашите евроатлантски европски интеграции, значи и во НАТО и во Европската Унија, нашата проценка овде беше и во годините кога бев во активна служба и во Министерството за надворешни работи како амбасадор или на некои други високи позиции, сметавме дека Грција како еден од угледните членови, односно членки на Европската Унија и на НАТО, дека по логиката на работите, по дефолт, како што сега тоа модерно со современ речник се вели, дека треба да биде еден од главните поддржувачи, па дури промотори на таа евроатлантска и европска интеграција на Македонија. Мислам дека сега ова после тоа финале во Преспа, со кој Македонија навистина мора да се каже дека направи тежок, можеби болен компромис и за НАТО и за Европската Унија со Грција, ова е сосема логичен след на работите, бидејќи и за Грција мораме да бидеме најасно, тоа не беше тој договор со нашата земја, не беше сосема едноставен компромис, затоа што и таму постои интензивен политички живот во земјата, во кој во одреден момент, например, сосема поинакви правци се сугерира за односите со Македонија. Но ова што сега се случи, со подпишување за окружувањето на таа долга преговарачка активност меѓу двете земји, представува само јасен сигнал дека со компромис каков и да е, што всушност представува политика и дипломатија со вклучување на вештината на умењето. Тогаш можеш да стигнеш до повисоките цели, и дури ако наспроти себе ги имаш и посилните, па дури и моćни ривали. Доказот дека Грција сега е поддржувач на нашите интеграции и стои цврсто на позициите дека најмалку што можеме да очекуваме тоа е да и двете земји, и Македонија и Албанија, се вклучат со еднаков старт и во истата постапка за интегрирање во Европската Унија, сосема логичен исход на еден подолг процес, што во еден подолг период се одвиваше на релацијата меѓу двете земји и сега постепено дава резултат, што се надевам, како што рековте и вие, дека во иднина само ќе го јакне својот интензитет и Македонија ќе добива уште посилна поддршка од овој наш јужен сосед. Од подпишувањето на Преспанскиот договор, голем дел од блокадите практично беа отстранети, се додека Бугарија не го стави или не се закани со своето вето, но во целиот овој период секако, освен реформите кои ние треба да ги спроведеме, треба и Европската Унија секако да се погрижи за нашиот влез таму. Па се соочивме и со оние француски негодувања кога е проширувањето во прашање за потоа да дојде
дојде и бугарското вето. Во целиот тој период Македонија и Албанија беа планирани заедно да ги почнат пристапните договори, но како што споменавме, Вархеј извади во јавност можноста или идејата да се раздвојат овие две држави во процесот на пристапување, а во јавноста веќе постојат толкувања дека ставот на Вархеј всушност е став кој ја поддржува бугарската страна. Дали вие ќе се согласите со ваквите тези? Како да го толкуваме ставот на Вархеј по целиот овој изминат период во текот на изминатите 2 години? Па јас мислам дека треба да оставиме да Европската унија, односно членовите на Европската комисија и високите функционери на Европската комисија да ги проценат, да го проценат таквиот пристап на еврокомесарот Вархеј, но тоа очигледно јасно е веќе по реакциите што се случија од многу силни центри и политички поддржувачи на нашата земја, како членки на Европската унија и на НАТО се разбира, надвор дори од членството на Европската унија, како Соединетите американски држави, дека таквиот пристап очигледно нема да доведе до некој за наша среќа до некој негативен резултат за Македонија. Затоа што сметам дека во Европската унија и во НАТО надвладува свеста дека по дефиниција соседните земји треба да бидат најсилните поддржувачи на кој да е кандидат за премин на повисоко ниво во секоја меѓународна организација. Затоа што тоа во политиката едноставно се вика стратегиски интерес на секоја земја поодделно, но и на регионот на кој тие земји му припаѓаат. Бугарија, се извинувам за можеби малку острата дефиниција што можеби ќе искажам, во овој случај како да не ја совладала таа лекција. Незиниот однос кон Македонија повеќе наликува како на освета, да речем, пред собственото мрачно минато во 20 век, отколку на зрела и промислена државна политика, што оди само во нејзин интерес. Затоа што да не заборавиме дека Бугарија со членството на Македонија во Европската унија само добива во иднина, се разбира, како што доби сојузник на незината западна граница со нашето членство во НАТО. Што повеќе да се каже од тоа, дека и на Македонија и на регионот му треба членство и во Европската унија, и на сите членки на Европската унија од нашиот регион потребни им се новите кандидати што побрзо да станат рамноправни членки, за да се унифицира тоа единство меѓу нив и целиот регион и целата Европска унија да се придвижи напред. Тогаш кој е интересот на бугарската страна, на бугарската блокада? Што ќе добие Бугарија со ова блокада? Вчера и премиерот ја нарече оваа блокада и овие ставови ги нарече смешни. Што сака да постигне ако на сите ни е во интерес да имаме добрососедски односи? Па, мислам дека го искажав тоа предмалку како една дефиниција во која можеби беа вклучени така преостри зборови, но еве да го резимирам сега тоа што предмалку го кажав, не само што нема ништо да добие ни Бугарија, ниту било која соседна земја со исклучувањето на Македонија од брзата лента на интегративниот процес во Европската унија, туку само ќе загубат, бидејќи Македонија со идното членство во Европската унија ќе внесе некои нови вредности зашто е заинтересирани самата Европска унија, некои нови културни, историски, па и економски вредности и содржини, некои традиции што ќе бидат од интерес за ширеноликоста, за разноликоста на Европската унија. Јас можам да ви кажам дека како совет на амбасадори во кој и јас членувам, а тоа е угледен состав на поранешни амбасадори, и тоа е условно речено, ако смеам така да го наречам, и мала академија за дипломатија што функционира во рамките на една таа групација на амбасадори што го формира Советот на амбасадори како невладина организација, и напорите што и ние ги правиме во тој контекст. Нашите средби со активните колеги и представници на највисоко ниво со амбасадорите, конкретно со амбасадорката на Германија пред неколку денови во Скопје, и за 2-3 дена ќе биде следува таква средба со амбасадорката на Соединетите американски држави, покажуваат дека
дека интересот на сите овие земји е далеку повисок од она што не само Вархеи, туку и некои други песимисти или скептици го препознаваат како потреба и Македонија и Албанија да се вклучат што поскоро во Европската унија. Јас затоа се надевам дека ова што сега го прави владата, дека фактички Македонија конечно уфрли во, би рекол фигуративно, во највисоката брзина, се определи за вистинска офанзивна политика и речиси сум уведен дека тоа ќе донесе добар резултат за нас. Може би уште и во јуни, ако не целосен и ако не конечен успех, тогаш сум сигурен дека патот кон тој успех ќе биде цврсто трасиран за неколкуте наредни месеци. Господин Илиевски, Бугарија мака мачи по изборите кои се одржа и не може да ја состави владата. Во меѓувреме, нашите власти очекуваат дека преговорите ќе продолжат. Во целиот овој период, откако Бугарија го стави нашето вето и откако почна она агресивна реторика во јавноста и засилување на нашиот спор и на проблемот, голем дел од европските држави и упатија укажувања на Бугарија да не го прави тоа, да го тргне ветото и да најде друг начин за решавање за спорот. Но во текот на вчерашниот ден и поранешниот генерален секретар на НАТО, Џорџ Робертсон, исто така во Софија, на форум во Софија, ги повтори овие укажувања дека Бугарија треба да го тргне ветото. Па во оваа состојба внатрешна, нестабилна во Бугарија, кој треба да ги прими овие укажувања и како очекувате да бидат сватени од бугарската страна? Дали може би ќе имаат поголем ефект од досегашните укажувања од страна на некои држави членки на Европската унија? Па, ова навистина точно не може да се дефинира, бидејќи сосема јасно што значи преводна или техничка влада која треба да подготви легални или легитимни парламентарни избори во текот на летото, но дека постои простор за интензивна политичка активност од страна на особено највлијателните членки на Европската унија, па и на НАТО, ако сакате, тоа е сигурно и дека таа комуникација не само на билатерална релација меѓу Македонија и Бугарија, туку и на едваков начин сметам дека ќе продолжи. Затоа што, колку што јас ја разбирам геостратегиската политика на Европската унија и на НАТО, а мислам дека тоа е една логична дефиниција, овие земји што го поддржуваат членството и на Македонија и на Албанија во Европската унија, фактички поаѓаат од сосема диаметрално спротивни примери за вистинска добрососедска политика, како што сега не гледаме од кој да е влада со кој да е влада да имаме интензивни контакти во Бугарија, не гледаме таков пример. Например, сосема поинаква добрососедска политика и пример за тоа се скандинавските земји и мислам дека тоа се користи како пример и во разговорите во Европската унија и во нашиот контекст. Затоа што заради скандинавските земји, како и заради меѓусебните односи, со векови се базираат одделни зрели компромиси меѓу нив, но и врз заедничкиот интерес и заедничкиот напредок, што е интерес за сите. Но во актуелниот европски контекст, од кој Македонија ми се чини може да профитира како искуство што може да се пренеси и на односите со Бугарија, пред се тоа е заради тоа што скандинавските земји покажа извонредна и целосна, односно безрезервна поддршка на европските и на евроатлантските интеграции на трите балтички земји. Силната политика силната политичка, но и економска и финансиска поддршка, изразена дури и во милиарди евра во тој период кога Латвија, Литванија и Естонија се кандидира и влегуваа во НАТО и во Европската унија, ги доведе овие земји денес на ниво на сосема развиени европски земји, што едноставно е интерес на цела Европа. Интегрирана Европа сака тоа да биде заедница на интензивни политички и економски комуникации, а не зона на конфликти, кои се разбира значат сосема нешто друго и го внесуваат светот во сосема други депресивни односи од она што е целта заради која е формирана самата Европска унија. Затоа сметам дека користејќи некои вакви искуства, дека сите земји што имаат моќно влијание
и во Европската Унија, но и во Северноатлантската организација, дека ќе направат се и во овој краток период до формирање до новите доидните парламентарни избори во Бугарија, диалогот меѓу нашите земји да се интензивира и да сето тоа да доведе до некој конечен резултат кој ќе биде во интереси на двете земји. Дали ќе придонесе Преспанскиот договор кон решавање на сите останати проблеми на Балканот? Секоја речиси сите балкански држави имаат спор, вие ги споменавте скандинавските држави и тамошното искуство, тамошниот начин на решавање спорови, но балканскиот менталитет е малку побурен, така ќе го наречам, па и речиси немаме држава која нема спор со некој свој сосед. Колку е реално да се отслика, преслика скандинавското искуство на вакво подрачје со еден ваков менталитет, па кој можеме да го наречеме слободно дека е конфликтен? Па не е сосема, објективно не е сосема реално тоа искуство да се преслика на балканските простори, но дека тоа искуство треба да се користи и треба да стремиме секој пат кон повисоки цели и кон подобри идеи, тоа е јасно. А ова што го споменавте сосема оправдано и токму во конкретен контекст како договорот Преспа и дали тоа нешто може да влијае на оваа релација со соседна Софија, тоа е апсолутен доказ дека овој договор е не само прифатен и признат од страна на целата меѓународна заедница, туку е веќе користен и како одреден пример за ваквите конфликтни или постконфликтни состојби и барање излез од некои актуелни кризи, особено во нашиот регион. И тоа конкретно може да се подкрепи со примерот, колку што јас успеав да го вака во комуникацијата со информациите што доаѓаат овие денови се поинтензивен начин од нашето соседство, да препознам дека дури Србија преку настапот на нејзината премиерка Преспанскиот договор го употреби како една од можните средства, од можните начини или методи или искуства кои може да се пренесат и на некои конфликтни состојби или нерешени, отворени прашања што и самата Србија ги има со некои од нејзините соседи. Се разбира, вие препознавате за кого се работи, но да оставиме тие тоа да го потврдат и да го решаваат. Во секој случај самиот тој израз дека Преспанскиот договор може да биде корисен, вреден пример за тоа, а кога ќе го употребат државници на другите земји, тоа значи дека сте направиле стварно некоја добра работа, успешна за својата држава и сте инвестирале во подобри иднина за својата земја, особено за младата генерација во нашата земја, која треба да биде основниот таргет врз кој ќе се базира идната македонска, но идната проевропска политика на Македонија. Господин Тихомир Илиевски, амбасадор во Кралството Шведска, прв наш амбасадор во Скандинавија. Ви благодарам што одвоивте време утринава да се вклучите во утрински брифинг, да поразговараме за овие дипломатски односи, за дипломатската офанзива која ја спроведуваат нашите власти во моментов, секако и пораките кои ги испратија од Атина. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас, ми беше задоволство да бидам со вас и со вашите гледачи на оваа програма и ви посакувам се најдобро.